Здраво на сите! Нашата следна епизода и гостин е по повод Меѓународниот ден на трудот. Наш гостин е професор Лазар Јовевски од Правниот факултет и тој ќе има многу што да ни каже за трудот, работата, но и верата. Останете со нас и се надевам дека ќе уживате. Игор, добро утро. Добро утро, Филип. Се надевам дека си добар. Жив и здрав, фала Богу. Одлично. Денес имаме еден гостин. Јас го знам тој гостин многу одамна, ми беше професор, но сега има и други улоги и ќе го запознаеш и ти и верувам дека и неговата приказна и она што го кажува и во јавниот свет, и во медиумите, но и она што како го живее својот живот и сето тоа ќе донесе една вредност и за овој подкаст и за слушателите и за сите оние кои што ќе се најдат на ова место. Да, јас едва и чекам да си направиме малку подлабок муабет, инаку е реткост кај нас да се најде човек кој што е и длабоко навлезен во академија и здраво стои на својата вера, така да тој склоп, таа синтеза или таа тензија, мене ми е многу интересна и едва и чекам да слушнам друга поинаква перспектива. Така е, со нас е професор Лазар Јовевски од Правен факултет и Лазар, ќе оставам сега да се представиш и да ни кажеш нешто повеќе околу тебе, но пред тоа почнуваме со прашањето што е за тебе работа? Најнапред благодарам за поканата и за можноста да бидам дел од вашиот подкаст и да разговараме за мене на најважната работа, која што е дел од секојдневното живење на човекот на денешницата, не само во Македонија, туку и на светско ниво, а тоа е работата од една страна и верата од друга страна. Значи, и ви честитам за идејата и за иницијативата да направите подкаст кој што ќе ги обединува овие две работи. И навистина како професор кој што предава трудово право, навистина сум многу изненаден и радосен што е нешто се случува вакво во Македонија. Работата, видете, работа како работа, кој како ја доживува работата. Работата е нешто што во себе компонира неколку нешта. Во работата е пред се, би рекол, една духовна манифестација на човековото постоење, изразувајќи ја својата креативност преку одредени материјални дејствија. Од таму работата комбинира право, комбинира економија, но не помалку комбинира психологија, социологија и духовност. Затоа што не беше случајно напишано во минатото, за жал, во негативна конотација дека работата може да го ослободи човекот. Тоа е вистина. Работата на вистина може да го ослободи човекот. Но гледайте, таа една вистина се злоупотреби во минатото, особено од страна на еден режим нацистички кој што ги злоупотребуваше овие вредности на трудот на работата. А од друга страна пак, работата може и да го пороби човекот. Ако човекот не си ја сака својата работа, таа може да биде бреме, може да биде товар за човекот. И од таму Лав Толстој, например, во една прилика ќе каже, среќен е оној човек кој што умее како да работи и како да сака. Интересна комбинација. Употребува два елемента. Како да работи му е клучниот елемент број 1 и како да сака е клучниот елемент број 2. Од друга страна, ако гледаме сега од духовниот аспект, духовен и религиски, но и подлабок, оној суштински духовен аспект, можеме да забележиме дека работата го прати човекот од почетокот, од настанувањето на човекот и секоја цивилизација човекова до денес е проткаена, поврзана со тоа како човекот се снаоѓа, се носи со работата, односно каков однос има кон трудот и кон работата. И ако гледаме правно и историски, например, како ќе ја уредите работата, така ќе ви се вика економскиот систем. Дали ќе биде рододетелство, како е, всушност прашањето е како ти трудот го организираш. Дали ќе биде феудализам, повторно како трудот си го организирал, како луѓето си ги поставил во трудот. Ако е капитализам, повторно каков однос имаш кон трудот, ако е комунизам, социјализам, повторно како работата ја концепираш во општеството, во економијата и каков однос имаш. Од таму, според мене, недвосмислено е дека трудот е есенцијата, е суштински елемент на човекот и ако гледаме сега од духовен аспект, и Бог кога создава и кога твори, почнувајќи од создавањето на светот, па до денес, и он создава, твори, креативно, значи создава, а ние работи на некој начин, па не на некој, создава, ние имаме сега мануелен труд и имаме интелектуален труд.
И во духовноста гледаме мануелна работа, гледаме и духовна работа, кога духовно се делува. И неизбежно е дека трудот е дел од човековиот карактер, тоа е мојот заклучок, на вашето прашање што е работата, и дека ако ова не се разбере подлабоко, суштински, многумина, а за жал тоа го гледам секојдневно, луѓе, не само во Македонија, би рекол и на европско и на светско ниво, го живеат животот со илузијата дека трудот, работата треба да им донесе само материјални вредности, а при тоа го промашуваат целта и поентата, да трудот им допринесе да го живеат животот вистински. Да бидат среќни во животот, да им носи радост од материјалното нешто само по себе не носи суштинска длабока радост. Так. Може човек да се израдува, не знам, ќе добие на лото, ќе добиеш некоја пара или ќе ти купи некој нешто, автомобил и се радува. Човек колку трае радоста? Ден, два, три, колку? Една недела? Еден месец? Додека него сакаш наредното поубавото така, возило или баш што така. И да е. И ако го немаш оној пристап да разбираш дека треба нешто подлабоко да те мотивира, да те носи во животот, тогаш во суштина, по мене, според моите уверувања и гледишта и проучување на трудот, ја промашуваш вистинската цел. Така да работата е многу важен сегмент од човековиот живот и со ова завршувам. Јас многу често кажувам дека работата, трудовото право е правото на животот. И бев на вистина, да речем, премногу позитивно изненаден, кога на еден мој колега, професор од Сорбона, оваа моја мисла, која што ја повеќе од 10 години пред студентите ја кажам, не знам, Филип, може би пред вас сум ја кажал на вашата генерација, дека трудовото право е правото на животот, и ја среќавам, одам во Париз и ја гледам во една книжара во Париз, наслов на книга Le droit de travail, droit vivant. Наслов. Жан-Луи Рей, професорот од Сорбона, трудовото право е правото на животот. Значи, он не напишал книга Трудово право, туку ја крстил книгата Трудовото право е право на животот, или Трудово право правото на животот. Тоа е насловот на книгата, всушност. А иначе учебник по трудово право кој студентите го изучуваат на Сорбона во Париз, во Франција. И тоа ми беше онака буквално се насмеав, велам дали ова можно, но можно е, го видов со своите очи и физички, дека јас во Македонија истата мисла имам и еден колега професор, без да го познавам човекот, во Франција, да има истата размисла во однос или вредносен систем во однос на трудот. Секако неговата книга имам дома на мојата полица и читајќи околу поставките кои што ги поставува, дефинитивно се поклопува во однос на сето ова што го зборувам и јас. Да, во однос што го каже Еви Сигур сме збореле, денеска некако се продава и во етери секаде онаа теза како да избегнеш од 9 до 5. Значи, како да го избегнеш оној работни часови, 8 часа кои што треба да ги имаме, и секој на таа теза сака да му продаде на човек за 2 часа ти ќе заработиш наместо за 8 часа, но не се врзува повторно останувано на материјалното што го кажа, дека на крај, да, за тие 2 часа ќе заработам како за 8 од мојот мобилен телефон, но која вредност сум ја донал на крајот? Не знам како е со студентите денеска, ги зборувате тие работи сигурно повеќе и на факултетот. Како го гледаат тоа студентите денеска? Како гледаат на работата? Знам, јас ќе кажам подоцна една приказна мене што ми остави од тебе впечаток како студент и можеби за жал тоа е единственото нешто од правен факултет што ми останало, другото било теорија и нешто кое што во пракса се учело, ама таа кое што не беше толку поврзано со трудово право, беше повеќе поврзано со живот и со гледање на животот е нешто што ми остана и што ќе ми даде малку некоја да ме подгурне или да ме потурне понапред, да знам како можам, на кој начин да гледам на животот. Ама еве, како студентите гледаат денеска на тоа? Студентите, видете, сега како јас ги гледам нив. Тоа сепак е некоја моја лична перцепција која што се обидувам да ја објективизирам и да ја проверувам од генерација во генерација. Забележувам дека првично имаме исклучително интелигентни, паметни млади луѓе. Имаме луѓе кои што
се амбициозни. Имаме луѓе кои што имаат одредени вредности, карактери што од млади се препознаваат истите. Но, велам но, тоа што можеби недостасува кај младиот човек денес, се две нешта кои што се меѓу себе поврзани. Првата работа е дефетизмот, односно, би рекол, оној ретрограден аспект на гледање на нештата, разочараноста која што веројатно се пренесува од поширокото општество, од семејството, од атмосферата генерално која што се случува во државата. Онаа негативна реторика која што се случува најчесто од политичарите кои што кажуваат дека нема да не биде, дека ништо не чини, што впрочем не е точно по дефиниција. Не може такво нешто, не постои дека ништо не чини. Има работи кои што се добри, има работи кои што не се толку добри, има работи кои што треба да се подобруваат. И не е работата како вие кои наочари ќе ги ставите, дали ќе ставите розови наочари или ќе ставите не знам темни стакла па се ви е црно. Не се работи за тоа. Се работи за реален, објективен став на вера и надеж во суштина, кој директно одам во поентата. Значи, дали ти веруваш дека ќе биде нештото, дали имаш цврста надеж дека ние можеме да успееме, или си во една дефанзивна позиција, каде што си препуштен на стихијата и каде што чекаш другиот најчесто да ти ја заврши работата, притоа не преземајќи одговорност за своите постапки, за своето постоење, за своето живење воопшто на планетава. На крајот на денот. Тој начин на размислување кај одреден број на студенти предизвикува неактивизам. Да се, веќе го спомнав и предмалку, да се во една дефанзива, односно што ќе правам? Ајде сега и уште нема потреба, не се е вака, се е, не знам, се е корупција, се е непотизам, се е нешто друго. И тоа делува прво штетно за самата личност, за самиот млад човек. Он по дефиниција младиот треба да биде активен, треба да биде промотор на активизмот, да биде па до некаде можеби револуционерен, да сака работите да ги менува. Јас велам, навистина тоа го забележувам кај одреден број на млади луѓе, на студенти, но одреден број на луѓе го немаат тоа. Секако не можеме сите да бидеме исти, сите имаме различен генотип и фенотип, значи и генетика, но и средина каде што сме растеле, семејство, околина и така натаму, град и така натаму. Меѓутоа, без разлика на тоа, ако имаме одредена хоризонтала и вертикала на етичко-морални вредности, кои што се вградени што од млади години во карактерот на младиот човек, сега студентот, кога и да е, тие вредности ќе испливуваат на површина, дали порано или подоцна. И оваа прилика ја користам за сите оние млади луѓе кои што не гледаат, да ги охрабрам, прво да бидат своји, второ да не веруваат се што ќе чујат во медиумите, во смисла на оние мас медиуми каде што не знам се кажува дека е розово или прашина кревање, пердуви, дефокуси, за разни теми во општеството, кои што се општествени теми кои што гледачите и граѓаните можеби секој, ако не секој втор ден ги слушаат по медиуми поврзани не знам со минимални плати, со социјални диалози, со колективни договори, со тужби, ваму таму. Во суштина според тоа заклучувам дека во голема мера се оттргнува фокусот од вистинските теми, да речеме во кои што се есенцијални теми во трудот и во работните односи. Се прави некој дефокус, се со цел да се има некоја тема, да се тера нешто, да се разговара и сега де за тоа ќе збориме цело време, како да нема нешто друго, а што е уште поважно, да има други побитни теми кои што треба да ги отвориме, а ние воопшто не ги отвараме, не доаѓаме на ред заради дефокусот да ги ставиме на маса. И студентите треба да имаат, би рекол, еден духовен имунитет. А тоа е да имаат филтер. Нашиот народ нели вели, ќе употребува една поговорка која што вака жаргонски колоквијално се употребува, се што лета не се јаде. Значи треба да припазуваат што конзумираат како информација. Поготово на ова ниво на информации денес што ги имаме. За зошто е ова важно, Филип? За да останат чисти во умот, за да го сочуваат умот, и умот е бојното поле, кај што ние всушност имаме во нашиот ум, во свеста и во подсвеста, на хебрејски ум, срце и подсвест, например, се користи исти збор. Кој ќе каже, кој ќе прочитате, да речеме, во Стариот Завет, срце или во Новиот Завет, кој ќе го видите преводот, истиот збор се користи и за подсвест, односно подум.
кој што Фројд потоа го образложува подлабоко, навлегува, значи од психолошки аспект, да речеме. И кога сега ги нафрлам овие работи не случајно, затоа што ние мораме да го заштитиме умот и во свеста и во подсвеста, односно срцето. И умот и срцето. Да кажам со други збори, за да останеме чисти. Над се варди го срцето. Ете така. Што тоа извира му. Сега што значи срцето? Срцето не како орган кој што работи како мускул, кој што пумпа крв, нели има своја функција во организмот од медицински аспект. Туку умот како срцето како подум, како подсвеста, која што треба да биде сочувана и сликите кои што ни се таложат во подсвеста, кои што многу често при стрес првично излегуваат или реагираме преку стрес, значи тоа што ни се крие во подсвеста, ако си под стрес во дадена ситуација, така реагираш, како што ти е програмирана подсвеста, тоа е многу важно таму да се очистиме, таму да влеземе во една чистина, а еден од начините да се заштитиме е да ги селектираме информациите, да ги требеме, да ги требиме како нели рибата од коските, за да не ни дојде до ситуација негде да се повредиме, да се засркнеме или да се угушиме, да се уништиме на тој начин. Знаете, веќе не е спорно и медицината покажа и докажа дека какви ти се мислите, таков ти е и животот. Што лежи во срцето, односно подсвеста, тоа излегува најчесто и на уста, нели? И треба да бидеме затоа многу внимателни, најнапред, кого слушаме, а ја би рекол, па и со кого се дружиме. Од и лошите друштва ги расипуваат добрите навики, и ние во тој контекст треба навистина да бидеме неприкосновени. И мене некој ми вела, табе професоре, ти не седнуваш да се дружиш па не седнувам, зашто да седнам со секого? Не седнувам. Јас секого го почитувам. Секого го сакам од аспект на агапе, од она да речеме на хуманистички аспект исто така, каде што човекот го гледаш како вредносно битие со достоинство и создадена креација. Меѓутоа, не секој е човек во моментот спремен да влезе во интеракција со тебе и ти со него. Треба човек во тој дел да биде внимателен, особено младите, ова на пример не го разбирам, младите сакаат да бидат видени, да бидат прифатени во друштво, да бидат активни, да излегуваат и прават компромиси многу често. Дали се компромисите поврзани со алкохол, дали се со ставови, дали се со наркотици. Сеќате, цело друштво излегува, па сега и јас ќе излезам, сите прават овака, па ајде и ние ќе правиме. Ние мислиме дека тоа се веќе зрели луѓе, но зрелоста не се огледа само по однос на годините, туку и по однос на ставовите и по карактерот. Мојот апел е до младите да градат вредносни системи карактер со ставови кои што ќе бидат плодови на нивниот карактер. Смирение, љубезност, долготрпеливост, кроткост, понизност, љубов. Ако на тоа се го градат својот карактер и на тој вредносен систем, навистина имаат реални шанси да успеат како професионално, така и приватно. Добро, тој вредносен систем и сите тие врлини што ги спомна, не се само интелектуални работи, тие би се развиле во некаква здрава средина. Нели, ние не можеме сами да си измислиме вредносен систем и да го практикуваме во средина која што е контра на сите тие вредности. Ама пред да влеземе во таков, да речам, по-практичен муабет, мислам дека го кажавме абстрактот. Да. Ајде да го фатиме воведот, да се вратиме малку поназад за прво ја да те запознам кој си и што си, после нели гледачите да слушнат кој е Лазар, од каде доаѓа, која е позадината, младите детски денови, желбите на младиот, некои можда желби кои што морале да умрат за да денеска се роди професорот. Баш интересно прашање. Што требаше да умре за да се роди Лазар? Требаше да умре стариот Лазар, Лаки или како, не знам кој беше тој, за да се роди Лазар, редовниот професор на правниот факултет, кој што секако не е само редовен професор. Ја не се поистоветувам со титулата или не знам со професијата, јас сум, фала му на Бога за тоа, многу повеќе од само професор. Да, сум вклучен во некои политички општествени активности, сум советник дел од кабинетот на претседателот на владата. Се обидувам со мојата стручност, со мојата компетентност, но и со вредностите кои што ги живеам и споделувам да помогнам, да влијаем на подобрување и на правниот систем во државата, но и генерално на самата атмосфера во државата. Работам многу, сум активен надвор од државата, препознаен сум од страна на Европската унија, значи од Европската комисија, сум експерт во неколку области од нивна страна.
препознае сум од страна на Меѓународната организација на трудот, од Советот на Европа, од ОПСЕ, значи каде што сум ангажиран во многу активности како проект. Сум предавач на светско ниво во делот на мирно решавање на работни спорови, имам поминато одредени академии, надвор од Македонија во Италија, потоа имам магна кум лауде, имам за социјална сигурност и социјална заштита, каде што ми предавале ни професори од Белгија, од Луван, од Словенија, Грега Штрбан, значи познат, тука познат дури и во Македонија во некои контексти и ред други сега да не ги редам професори. Работам, имав покани и присуствував на предавања во Индонезија на најголемиот универзитет и најдобро рангиран во индонезиски факултет на Шангајската листа. Предавав и сум визитинг професор во одредени универзитети во централно-африканскиот регион, Уганда, Руанда, Еритреја, Танзанија, Заир. Така да сум доста активен, да речем, во тој дел. Еве додека сум овде со вас во моментов се случува еден настан на меѓународно ниво каде што треба да бидам присутен, но еве ќе доцнам или ќе бидам малце подоцна, ќе се вклучам, онлайн е настанот, но ова го споменувам затоа што имам и тим на луѓе со кои што соработувам. Лично сметам, Игор, дека е многу важно човек да се обкружи со квалитетни луѓе, со добар тим. Оти не сме ние one man show. Секој од нас да има индивидуални квалитети, многу е важно да создава и тим. Јас се водам од таа премиса на кој сум ја во тој контекст. Јас сум човекот кој што сака да создава ученици кои што потоа ќе бидат учители. Не сум човекот кој што сака да биде лидер во смисла на јас и никој друг, one man show, човек и сите други да доминирам. Значи доминиумот, титулус доминиум не е прикладно и не е својствено за човекот. Да, ние имаме титулус доминиум во однос на се што е природа, материјално што не обкружува, но не на друг човек, не кон друг човек. И другиот човек е достоинствено битие кој што е еднакво равноправно со тебе и го немаме правото и власта да се поставуваме доминантно кон друг човек, туку еднакво и равноправно. Зашто не ни е дадено од Бога. А од Бога ни е дадено во другите контексти да управуваме со природата, со и сите други аспекти, ако гледаме вака сега и од таа духовна. И јас сакам да работам со младите и создавам тимови и се радувам за тоа што имаме успешен тим и дел од тимот денеска додека јас сум овде со вас ќе ме да речем ќе биде на друго место каде што ќе може да ме замени на некој настани кои што се од меѓународен карактер. Сум национален експерт во многу аспекти. Помагам да се соработувам со синдикатите, морам да кажам дека соработувам со сите синдикати во државата, без разлика некој мој ставови му се допаѓаат или не, но забележувам дека се почитуваме, значи ги почитуваат иако за некои работи не се слагаме. Исто така и со работодавачите, со нивните организации, исто така соработуваме, знаат и претходно уште пред мојата политичко општествена активност сега во владата и така натаму, значи се обидувам преку обуки, преку семинари, конференции, трибини, да делувам, да влијаам на свеста на луѓето генерално, да се менува пристапот свеста пред се кон трудот, кон работата, кон разбирањето на работата, а со тоа и на разбирањето на самиот живот. Ако ја земете во предто на претходна теза која кажа дека трудовото право или трудот е правото на живот. Да, така да поврзано е сето ова. Инаку сум семеен човек. Семејните вредности многу ги почитувам, сметам дека семејството, за да не звучам нели она како што учевме во основна организациона клетка на општеството, нели? Но јас верувам дека е така. Да. Ја верувам затоа што во пракса сум видел што значи да имаш здраво семејство и што значи да имаш нездраво семејство, нели, како примери од околината каде што се распаѓаат човечки животи заради состојби каде што семејството не е поставено на вистинските темели. Така да во тој делувам, активен сум во спортот, рекреативно сум буквално активен, така да сум мултитаскинг, мултилевел, што би рекол, со многу задачи на многу нивоа и ме прашуваат, професоре, многу често ме прашуваат, морам тоа да ви го кажам, од кај ви е силата, од кај наоѓаш време за ова? Па ја викам, прво имам две изреки. Значи, се можам преку Христа, кој што ми дава сила. Значи, Господ е мојата сила, Господ Исус Христос. Он ми обновува силата како крилата на орелот и сум човек кој што буквално од духовноста ја црпи и физичката сила. Преку молитва, преку медитација, контемплација, во духовен аспект. И како човек спортиста, како човек кој што во минатото спрактикувал зен будизми, не знам, што да ви кажам, значи се и се што, сватив дека
Сето тоа, да не ме сватат погрешно, секој си има слободна волја, никој не му навлегом, никого не му октурирам, но ја велам дека мојот пат, мојот личен пат на духовен развој и генерално на животен развој, професионален, кој што е се поврзано, е дека пробував многу работи. Единствено Господ ме сочува да не практицирам јога, значи, али друго се што можело, да речам, сум експериментирал, сум пробувал на тоа духовно путешествие, но сватив дека единствено христијанскиот пристап во духовноста за мене лично е вистинскиот пат и откровението кое што ми беше потребно за да чекорам здраво, право, сигурно. Не дека тоа е пат без проблеми, не дека нема предизвици, искушенија и така натаму, нормално. Има предизвици, но кога го имаш Христос за свој Господ и Спасител и кога застануваш силно, храбро во верата, тогаш работите одат многу полесно. Всушност, тоа и психологијата го објаснува. Поинаку ги гледаш нештата. Не ги гледаш фаталистички, трагично, дефетистички и слично, туку и покрај неприликите, покрај неволите, гледаш, имаш надеж и го бараш излезот. Гледаш дека не завршува тука приказната, туку одиш чекор понатаму и велиш ова ќе помине, нели? Народот кај нас вели повторно употребна поговорка, после дождот доаѓа сонце. Имаш надеж и го чекаш сонцето и сонцето навистина доаѓа. И после се охрабруваш и одиш со една друга, би рекол, повторно обновена енергија и така натаму, после поминати одредени проблеми и ситуации. За мене, кога умрел Лаки Лазе, или не знам кој беше тој претходно, а се роди Лазар, се случи кога го пишував докторатот. И веќе бев при крај со докторатот. Извини, тоа значи прилика 25, 6, 7 години, како? Па, сега ќе ви кажам, негде тоа беше околу 2011 година, 2012 година. Значи, јас константно ја имав потребата од духовност. Ние сме духовни битија, да не се залажем. Аристотел верил дека сме и политички битија, сме економски битија, сме социјални битија, но сме и духовни битија. И секој нормален човек на овој или на оној начин ја бара духовноста. Талкачи сме во одреден период веројатно од животот, секој од нас. И бараме она вистинска духовност, откровението. Некој ја наоѓа, некој не, некој се откажува, некој не. Ја не се откажав и барајќи ги одговорите духовни на некои прашања поврзани, па и правни. Барав една книга, да цитирам еден автор, требаше во еден дел од самиот докторат. Имам дома приватна библиотека. Буквално целиот зид ми е со полици направен во цел зид библиотека. И вадејќи извадив една книга и видов позади таа книга дека има друга книга. Јас не знаев која е таа друга книга, ја извлеков и таа друга да ти барам, нели? И барајќи ја извлеков таа втора позадинска книга и гледам Свето писмо. Јас до тогаш, замислете, не ни знаев дека дома имам Свето писмо. И не го бев јас отворил Светото писмо да го прочитам. Меѓутоа тогаш стоејќи во мојата работна соба, на нога што се вели, ги го отворив таа книжулка тогаш, Нов Завет беше, Свето писмо. Буквално кај ми се отвори и онака прочитам, чекај да видам што е ова. Што има тука сега вака чисто. И прочитав еден дел Евангелие по Матеј. Вака на почетокот отвор. И прочитав нешто и ме заинтересира, ме заинтригира. И почнав повеќе да читам во моментот, стоејќи. Почнав да читам и реков, чекај, имам ја работа, треба нели да пишам докторатот, ми стои реченицава, на сред реченица сум. И оставив книгулкава до мене, не ја вратив назад. И пак нешто побарав друга книга, ја најдов таа што ја барав во меѓувреме. Нешто цитирав, направив, допишав. И кога завршив со таа интелектуална работа околу истражувањето на докторатот, седнав. И ја отворив пак Библијата. Светото писмо, Новиот Завет. И морам да ви кажам дека од тој ден до денес таа книга е една од најчитаните книги во мојата библиотека. Неколку пати ја имам препочитано, значи Новиот Завет и Стариот Завет и така натаму. Не е битно колку пати, да не тоа најмалку е важно, но константно четиво е. И од тогаш всушност почна таа трансформација кај мене да се случува. И кога го направив тоа, сватив една работа и си поставив едно прашање пред мене. Си реков, Лазаре, толку книги прочита на светов. Од Аристотел до Фукујама, до модерна филозофија, до Берханд Расел и така. Викам, како можеш, ќе докторираш, а Светово писмо не си го прочитал, барем информативно. Како интелектуалец, зборувам сега.
Разбирате? И ако и сметам дека не можеш да бидеш вистински интелектуалец, а тоа е мојата порака, ако немаш прочитано и духовна литература, односно Свето писмо, кое што дава еден поинаков поглед на нештата. Од кога го прочитав Светото писмо, мене ми се промени погледот и разбирањето на трудот и трудовите односи. Разбирањето генерално на меѓучовечките односи, разбирањето на тоа што значи како треба да правиш работен и семеен баланс, на пример. Од и многу одговори, да не речам сите, а одговорот би бил сите одговори, низ духовна перспектива ќе ги најдеш во Светото писмо. И тоа би дојде како едно надградување, што од американците апгрейд на софтверот мој, направив едно надградување кое што беше од откровенски тип за мене, како еден вид на откровение, ми се отворија очите, буквално, тоа е сега моје субјективно чувство, сметам дека станав и помудар и со повеќе знаење. Да не речам, интелектот ми се прошири, ми се збогати. Коефициентот малце како да ми се покачи, ако смеам така да кажам, малце и на шега, во однос на разбирањето на нештата. Ми се отворија некои нови погледи и што се случи како последица на тоа? Ми се промени начинот на моето однесување прво. Тоа го забележаа сите кои што ме познаваат од најблиските во семејството. Значи не беше тоа нешто за себе и сега јас па си продолжувам исто, сите забележаа потоа пријателите. Ме прашуваат што ти е. Викам, ништо не ми е супер. Во кој смисол, дали имаш некој пример да ни даеш? Во позитивен смисол. Например, не терам боемски живот. Значи, се веселам, радосен сум, се дружам. Седам на маса, но немам потреба да конзумирам алкохол за да бидам весел. Разбирам, би се променува начинот на функционирање внатре, би рекол ја, дури на клеточно ниво. Значи, не само на размислување. Значи, се промени исто еден начинот на кој што предавам, начинот на кој што се изразувам. Например, студентите од тие еволации што ги прават, официјални кај нас, но и неофицијални имаме ние. Значи, до тоа до како они пишуваат пораки на некои за нова година има кој професор вака на тоа во аулата доле, не знам до так, но имаме и официјални еволуации. Значи, начинот оцените мене и претходно многу добро ме оценуваа студентите, меѓутоа се забележа едно поместување во тој дел, значи на луѓе повеќе некако ги допират моите предавања. Почнаа предавањата повеќе студенти да ми присуствуваат. Значи ако претходно биле 30-40 луѓе, сега веќе 60 на луѓе без проблем доаѓаат, што за правен факултет, кај што имаш слобода да доаѓаш, не доаѓаш, вие како да ви кажам. Значи ме среќава еден професор колега кој што особено го ценам во ходник, ми натава и вели, вика, што имаш ти, вика? Викам предавање. Па вика, вели, волку доаѓаат кај тебе студенти? Да. Дури викам и ова денеска нешто има некој испит имале, па нешто малце ми фалат. Да, нешто фалат, нешто ми дал некој на делови, некој професор што нели не би требало така, меѓутоа дал на делови, сега кога има предавање они дел нив и отсуствуваат. Така да се менуваат работите и јас се прашував што е сега целава оваа ситуација. Кога човекот духовно расте и зре, тоа е мојот заклучок. Веќе не живее само за себе. Туку почнува да живее за да служи и на другите. Да прави импакт, да прави влијание. Прво почнуваш да правиш влијание во семејството, околу твојата средина, со луѓето со кои што се опкружен, пријателите, роднините и така натаму. Тоа влијание е позитивно, но не значи дека секој ќе те прифати. Не значи дека секој ќе те разбере. Не значи дека секој сваќа што се случува со тебе, затоа што луѓето си имаат стереотипи и предрасуди, посебно кога те знаат од мало дете, и сега си знаат ти како за некои работи си се однесувал, како ти било детството, како си бил во така позициониран, кој си бил тогаш. И сега се случува една промена духовна која што се манифестира во сите аспекти од твоето битисување. Сега они за нив као што е се ова глумили, што се дешава, што се случува сега. Ме разбирате? Но тоа се некои патешествија под животни, се од оваа перспектива ми се дури и смешни, кои што човек веројатно треба да ги помине во тоа негово духовно зрење. И треба време да те прифатат и дури и блиските од и како велат. Најтешко е да бидеш пророк во свое село. Така да тие луѓе што те познаваат најповеќе, тие дури ќе се изненади човек. Највеќе отпор може да има кај нив. Кај мене не беше баш таков случајот. Имаше многу позитивен ефект, меѓутоа имаше кај некој забележав и малку као сега малце вака на страна, чекај сега што се случува. Но и сите оние, па дури и колеги на работа кои што гледаа вака, сега чекај Лазар беше еден до сега некако друг. После одредено време
всушност дел од нив, не сите, дел директно, а дел индиректно, ама меѓу редови ги разбрав и нив, кажаа дека многу повеќе им се бендисува новиот Лазар отколку тој претходниот. Што за мене беше едно сведоштво дека Господ на чудесни начини работи, само некогаш треба време, треба трпение. И јас знаев дека ќе дојде до тоа и верував дека ќе дојде до тоа да јас лично делувам позитивно кај другите луѓе, да помагам. Едноставно да служам и на тој начин да послужам на луѓето, да послужам на мојата генерација, да послужам на општеството. И сега тоа е поврзано повторно со трудот. Сега правам една рокада, се враќам ако дозволите Игор, ако дозволиш Игор и Филип. Значи, сваќам дека и работата треба да биде служба. Што значи ова? Ова значи спречување на бърнаут, значи на прегорување во работата, значи изместување од фокусот дека само материјалното треба да те води и создавање на една атмосфера прво внатрешна во тебе, а потоа ја шириш околу тебе, дека работата може да биде и нешто што е радосно, што ослободува, апропо првата реченица која го започнавме во овој наш разговор, односно трудот да биде поставен на такво ниво да всушност ем работиш, ем си задоволен, ем заработуваш, менуваш живот и влиеш позитивно на другите луѓе. Има ли побаво од тоа? Тоа се нарекува еден исполнет живот. Среќен живот. Комбинација на духовните нешта, на материјалните, бидејќи ние сме сепак и материјални битија, во тело сме, не сме сега духовиде, само живееме на планета, материјална планета, создадена од 5 елементи. Но ако ова вака се постави и се разбере, тогаш на вистина се создава, се случува една промена во човековиот живот, комплетна. И јас му благодарам на Господа Христа, што на вистина во овој контекст верата влијаеше на овој начин на мојата работа. Апропо вашиот наслов и на подкастот. Значи, верата го смени начинот на кој што јас работам, а бидејќи работата е животот, или голем дел од животот, ке мене се промени и животот. А можам и обратно да кажам. Исто така, верата ми го промени животот, а тоа делуваше да се промени работата. Так. Како и да го кажете, заклучокот е на крајот еден и ист, а тоа е дека човекот мора, за да биде успешен и среќен, треба да ги комбинира и верата, и работата во една симбиоза, во еден баланс, за да се случи исполнетост и радост во животот. Може би јас... Ве замислив малце. Да. Ова е дел од моето сведоштво, лично сведоштво, го споделив еве и со вас, така да верувам и со вашите гледачи. Како случајно една книга барајќи, влечејќи од мојата полица Светото писмо, кој што не ни знае дека го имам, направи такво влијание, таков импакт во тоа, во целиот. Значи немаше некој разговор со некои други луѓе, баш беше она седиш ти сам во својата соба, работна соба, читаш и на тој начин практично информацијата. Јас одев во црква. Се крстев, се молев, постев. Одев на акатист. Значи, знаат кои православните што значи тоа, значи за време, значи правев метании. Само извини, дали може да ставиме на географска одредница на целиве овие работи? Ова е праиме муабе дека си ти од Скопје. Да. Во која населба, која уличка, која црква од прилика, ако се сеќаваш? Јас сум во Скопје, живеам во автокоманда. Добро. Сега јас одев, значи јас сум крстен православно, по православен обред, значи одев во црква, одам и сега. Меѓутоа сега одам во евангелска црква. Зошто? Затоа што начинот на кој што јас ја конзумирам сега верата и начинот на кој што јас живеам, сега ми се промени. И сега не ми е мене доволно да одам само да се прекрстам и да запалам свеќа. Никој да не ме разбере погрешно, замолувам. Значи, апсолутно јас тоа не го нити негирам, нити го обесхрабрам. Туку начинот на кој што јас функционирам е малку поинаков и ми треба друг тип на духовна храна, кој што за мојата душа, кој што храна во овој контекст ја добивам преку евангелската заедница во Македонија, значи црква Блага Вест. Значи во таа црква одам, каде што
разговараме, дискутираме, има проповеди, молитви и така натаму и активно се практицира верата. Како што и во голем број на други евангелски цркви кои што ги знам во државата. Но исто така, забележувам и едно размрдување и будење во православниот дел. Забележувам ја и како католиците истото дека се случува под влијание на новото време, на новиот ветар кој што доаѓа повторно од евангелските цркви во Македонија и во регионов, но и во Европа, да веќе се зборува многу поотворено за Светиот Дух, што беше една тема која што беше многу така ставена некако како под черга, како заскриена. Исто така имаше гледам размрдување да отворено се менува, гледам го забележувам например кај католичката црква, особено во Хрватска, промена на начинот на славење, на пристапот, на месеќате, на начинот на како се пренесува верата сега кон помладите, бидејќи младите новите генерации си имаат сега и нови начини на функционирање на живење, тука се дигиталните платформи, вештачката интелигенција веќе се вклучува. Младите се сега друг тип на, би рекол, на консументи на верата и треба да се понуди на тие млади луѓе, ни се понуди слово, значи Божјо слово, вера, на соодветен начин за да можат тие да поедноставно подобро да го прифатат, но не по секоја цена и не заради по секакви компромиси. Значи не сега само заради да се пристапи, не знам, да се дојде до младите, да се влезе во една би рекол компромисна ситуација каде што ќе се прави, не знам, па ајде да се знае кај Христос се црно или бело. Нема трет, нема средина, значи или си со Христос или си против Христос, или си со Божјиот дух, или го немаш Божјиот дух. Така да во тој дел, значи, мислам дека треба да се биде внимателен, да се прават новите алатки, да се користат и новите начини да се пристапи, но со сепак темелот да биде Божјото слово. Така, муабето тука ти е дека не трчаме да бидеме модерни само за да сме модерни, туку да ги прифатиме тие модерни начини на комуникација за да искомуницираме. Да, okay. За да пренесеме пораката. Так. А пораката е дека Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, за секој што верува во него, да не умре, туку да има живот вечен. Амен. Да, така да тоа е суштинската порака. Начинот, да, може да го модифицираме, како ќе пристапуваме и како ќе доаѓаме до целта, секако е, нели, од човек до човек, од средина до средина и така натаму. Нашата средина е малку позатворена, македонското општество има малку предрасуди, малку стереотипи, бидејќи доста патувам, сум професионално, значи се среќам со луѓе и верници, и неверници, и муслимани, и христијани и така натаму. И забележувам на овие теми, духовни теми кога се разговара, многу повеќе има спремност да се разговара, да се сослуша и многу интересно што забележувам кај голем број на муслимани кои што и активно го практикуваат исламот, имаат спремност да разговараат, да дискутираат. Имам пријатели од Македонија, тука од Скопје, кои што се муслимани и ние многу отворено разговараме за темите кои што се христијански. Исто така имам многу пријатели кои што се во православната вера, дури професори на богословија и служители и свештеници и така натаму. И со тој круг на луѓе со кои што ја комуницирам, навистина отворено разговараме. Тоа се дел од нив се и помлади свештеници и така натаму, мои генерации слично, каде што навистина немаат предрасуди, знаат кои сум, знаат некои од дете, знаат кој е како и навистина е задоволство кога имаш луѓе кои што се духовно подковани да можеш да размениш мисла, да размениш размисла, да поставиш прашање, да те прашаат и они така натаму. Тоа што го кажа да го бираме друштвото, нели, и за студентите, да, без разлика буквално. ако имаме различни ставови и мислења, ама ајде ќе седнеме, ќе дебатираме, ќе дискутираме, да видиме нашите различности, да ги споредиме на едно интелектуално ниво. Па јас сум професор по антидискриминационо право, ја тоа, како да речем, тоа е дел од мојот мајндсет исто. Јас апсолутно сметам дека тука не смее да има дискриминација, секој треба да биде отворен, да разговара, да ја пренесе својата размисла, порака, колку и да не се слагаме. Кај е, би рекол, предизвикот? Кога некој човек многу знае, имаш информација, да речеме јас како професор, сега го трудовото право го разбирам и на должина и на широчина. Сега сум го забележал кај себе, за тоа ви го кажувам. Кога ќе седнеш од другата страна, например, на испит и имаш испит со студент кој што не го научил пред. Приучил нешто. Да, и сега слушаш како кажува работи кои што не се точни, не се вистинити. Кога ти ги знаеш точните работи, прво што треба да направиш е на знаењето да додадеш трпеливост.
трпение. На знаењето додадете трпение. Најнакрај ќе се додадеме и љубов, ама прво како можеш ќе го можеш да се коригираме во стрпиш за да не моментот? изреагираш да му кажеш абе колега што зборувате глупости. Значи не треба така да се каже. Треба да се сослуша, треба да се укаже добро, тоа не е баш така, дали и ќе му постоиш едно контрапрашање, нели ќе види дека и самиот не го кажува точниот одговор, бидејќи има контрааргумент кој што го побива тоа негово тврдење и самиот разбира дека ја утнал работата, да, дека тоа е тоа и многу интересно тоа баш го зборував и вчера во една прилика. Не е работата студентот да излезе потиштен, срушен, сгрушен од испитот ако не положил. Тоа што јас сум презадоволен е што дури кога студентите кои мене не положуваат, излегуваат во ред. Да не речем ајде насмејани. Ќе увиди дека е негова грешка. Да. Не е на професорот. Не е нешто не како сака професорот. Или повторно ќе кажем што вели нашиот народ, са не е болка за умирање, добро, еве овој пат не сте научиле, има дана, како велат. Така. Комшиеве од север. Значи има ден, ќе седнеш, ќе го научиш, ќе дојдеш, отворена е вратата кај мене. Немаш проблем да го положиш испитот. Само седнете, колега, научи. Значи, кога ќе пристапи човек на тој начин, и самиот студент разбира дека до него е. Дека не е до професорот. Оти склоноста на човекот, не само на студентот, генерално на човекот, да ја префрли одговорноста кај другиот. За својот неуспех е многу честа појава. И јас тоа го разбирам кај младите луѓе и затоа се обидувам да бидат одговорни уште од млади. Ти си грешил, не си знал, твоја одговорноста. Кај мене немаш проблем да положиш. Не ти требаат врски или не знам што. Такви работи воопшто не се обидувај затоа што контраефект, тоа нема никакво влијание. Значи, седни си, научи си, повтори си, дојди релаксирано и ќе биде се во ред. И кој ќе го разбера тоа, навистина има успех. Значи и студентот веднаш потоа полага, но па ќе кажам има студенти стварно се брилјантни, одлични студенти кои што само прашање е дали ќе биде 9 или 10. Да речеме и во оваа генерација препознавам неколку такви студенти и со нетрпение очекувам да дојде испитната сесија да уживаме во испитниот разговор. На последниот час по трудово право мене на приказна што ми останал правен беше веројатно тој период било кога и ти си читал повеќе во духовната смисла беше на една пољана летаат мувата и пеперутката. Вика пеперутката иди и гледа, види, еве еден цвет ваков, еден онаков. А иде мувата и само гледа, види, тука има лепешка од крава, тука има ова, тука има она. И поентата тука беше од куќе, да. И поентата беше бидете како пеперутките. Значи ние во животот, во светот, и во општеството ќе ги гледаме неубавите работи, дискриминација, непотизам, сето тоа, но има и убави работи кои што треба да се свртиме и да се стремиме кон доброто, да се стремиме кон убавото. И тоа некако ми текнува еве ден денеска ме води како лекција да ја гледам, да ја барам таа позитива, добра работа и во општеството и да се стремам кон тоа. Сега, дали се уште таа порака, верувам се уште се пренесува таа порака на студентите, но како еве и во оној друг ангажман, каде што си ангажиран како експерт во владата, како соработник за многу битни прашања, каде што кажа соработуваш со работодавачи, со синдикати, со сите две засегнати страни. Како се одвива тој баланс и како е тој политички живот или тој експертски живот во политиката? Да, што се однесува за пеперутката и мувата и понатаму го поставам тоа прашање, со тоа што го менувам сега, не е пеперутката, туку е пчелата. Значи пчелката во однос на тој светоглед. А што се однесува до што се случува во делот на социјалниот диалог на ниво на држава, морам да кажам дека има нешто што се нарекува интерес на сите социјални партнери. Јас тоа го разбирам. Синдикатите си имаат своји интереси, работодавачите си имаат други интереси и државата како држава, како влада, има своји интереси. Многу често овие интереси се преплетуваат, но се случува да и не се совпаѓаат, односно да имаат поинаква нота. Но тоа што го забележувам, тоа што се прави сега во овој момент и што е многу важно, е што оваа влада во рамки на социјалниот диалог пристапува визионерски. И тука морам да кажам дека споделуваме заедничка визија со премиерот, со Христијан, во однос на тоа како треба да се решаваат проблемите во делот на трудот, социјалните права, социјалните односи, социјалниот диалог.
Тоа значи дека не се пристапува кон адхок решенија. Ке решаваме нешто, ќе гасиме пожар сега, па само за да се смири ситуацијата, па не знам, па што ќе биде понатака, после ќе му ја мислиме. Туку се оди со една визија да се решат проблемите барем среднорочно, а по можности долгорочно, и токму ако гледате што се случуваше овој претходен период, е што се пристапи кон склучување на колективни договори, тоа на ниво на работодавач во јавниот сектор, значи институции, органи, инспекторати, управи разни и така натаму, значи цел јавен сектор на ниво на самата институција. Тоа се нарекува колективен договор на ниво на работодавач. Со синдикатите, со репрезентативните синдикати. Централно прашање на тие колективни договори е платата, што е многу важно. И овие колективни договори се ги решаваат прашањата од работен однос, каде што централното прашање плата секако нели е на највисоко ниво за период за време од 3 години, 26, 27 и 28 година. Тоа е многу важно да се напомне, да се каже. Бидејќи видете, јас не можам да се сложам со одредени размислувања дека по секоја цена треба се да се стави веднаш на маса и да се разговара и веднаш да се решава. За некои работи треба време, затоа што по секоја цена тоа се најчесто принудни, изнудени решенија кои што немаат долгорочен ефект и кои што во нашата пракса македонска се покажа дека прават повеќе штета отколку што додаваат некоја вредност во системот на социјален диалог и во трудовите односи и економските односи во државата. Да ги земеме на пример малите бизниси или прашањето со минималната плата, ако го земете. Ќе видите дека според управа за јавни приходи помеѓу 21 и 22.000 луѓе во државата земаат минимална плата. Од тие 22 за окружиме 1000 луѓе кои што земаат минимална плата, негде околу меѓу 17 и 18.000 луѓе се занаетчи, трговци поединци, самовработени и така натаму. Тие можат уште денеска да ги зголемат платите, ако сака. Но зошто тие одлучуваат да се така да кажам осигураат на минимална плата, односно да земат минимална. Тоа е прашање за нив. Ние правиме истражувања и моите истражувања покажуваат дека дел од нив не сакаат да плаќаат повисоки придонеси на државата, а имаат пари. Психолошки е моментот. Нема да навлегувам сега понатаму. Дел од нив исплаќаат минимална плата заради оваа причина, па потоа даваат на вработените на други начини. Лико. Е така некако ајде, ги даваат тие пари на поинок и фактички не, а има еден дел, навистина еден дел кој што реално зема минимална плата, но тој дел не е голем. Тоа се неколку илјади луѓе во државата кои што земаат 2 до 3000 луѓе кои што земаат реално минимална плата и навистина со нив треба да се работи. Но тоа не е централно прашање според мене во државата. Во државата е како да се зголеми бизнисот во смисла да продуцира повеќе вредност, повеќе да отвара работни места и реално да растат платите на сите, односно да се фатиме за просечната плата. Да видиме дали таа не расте, што се случува. И таа е многу подобар индикатор што се случува генерално во економијата или медијаната. Од изнудени покачување на плати кои што беа во минатото пракса на некои претходни влади, се покажа дека не даваат таков ефект како што се очекуваше, односно административни решенија од типот на 50-тите години од минатиот век, каде што државата 40-тите на по Втората светска војна, каде што вели толку ќе ви биде платата, толку ќе работите за толку пари, колку и да, значи тоа е друг систем. Ме разбирате? Значи, ние мора во овој систем во кој што функционираме, бидејќи спроведуваме и европски директиви и формулата за минимална плата ви е определена според европска директива, значи не е тоа некоја наша измислица и така натаму. Значи, во тој контекст ние треба да најдеме начини и методи како да ги подобриме перформансите и на нашата економија, но и на нашиот трудов систем. Така да, велам, некои теми се изнудени, некои теми се реални, но тоа што е многу важно, и што сакам да го пренесам и како информација, што во овој период од кога сум јас себе вклучен во како советник на премиерот и директно помагам во делот на подобрување на перформансите на трудово-социјалниот систем во државата, не се бега од проблемите. Тоа е многу важно. Не се скриваат проблемите. Отворено се разговара и се бараат начини и модалитети да се решат. Не велам дека се ќе се реши идеално и дека се ќе се реши преку ноќ. За нешто треба време, за нешто треба и да се потврди низ времето како искуство, дали било тоа добро решение или не. Но ништо не е во контекст на овој тип на решенија вечно се менуваат решенијата. Колективните договори може да се анексираат, сега што се случени во јавниот сектор, да се подобрат за одредени институции според нивните специфики, да се направи едно подобрување ако има потреба во текот на следните месеци, следни години. Така што во овој дел ние треба да бидеме отворени и спремни да сакаме да ги решаваме проблемите и ако сакаме ќе најдеме решение. Во однос на тоа, јас со сметководство се занимавам, значи од таму
го гледам оној момент каде што викаат, јас што да се пријавам на повисока плата да плаќам, за кого да плаќам, за што да плаќам? Ќе си плаќам минималец, другите средства ќе ги извлечам со помала стапка на данок, дали е добивка, дали е некој друг начин и ќе го решам тој проблем. Сега тука се постава прашањето, значи едно вкупно гледање на општеството на младите не е чесен никој. Зошто јас да бидам чесен? Дали вреди да бидеме ние чесни? Дали треба, како да се охрабриме да бидеме почесни и да го правиме тоа добро? Па, јас ме сметам дека секогаш вреди да се биде чесен. И дека чесноста, вистината, правдата излегуваат на површина подоцна или порано. Многу пати треба малку време за да тоа да се ефектуира, а бидејќи се сервира концепт мајндсет на се и веднаш, особено кај младите, па дури и преку социјалните медиуми, дури начинот на кој што се телефоните се вртат, така да кажам, со англиската терминологија се скролаат, да, се листаат страните, сето тоа не упатува на тоа дека треба све ни е достапно, све ни е веднаш и создана погрешна перцепција кај човекот, дека да, можам јас сега веднаш се. Не е секогаш така. И изгубивме оној момент да го градиме трпението и да имаме систем кој што чекор по чекор напредува, кој што не добива пик, па потоа паѓа, туку оди скала по скала напредува. Значи, оти пикот кој ќе се доживее веднаш и потоа падот е многу опасен и многу стрмен. Кога одиш чекор по чекор и една скала да се лизнеш, не одиш скоро, пак ќе се поткачиш после и така натаму. Сега да фигуративно да смерувам дека ме разбирате што ми е поентата. И во оваа смисла вредносниот систем кој што треба кај нас да биде буквално поставен во делот на духовната есхатологија или темел, кој што треба да биде одговор на круцијалните прашања, од кој што сметам дека едно од нив е зашто да бидеш чесен. Одговорот би требало да биде поставен сега, ако го гледаме низ христијанската есхатологија, низ христијанската духовност, е затоа што чесноста ја облагородува душата, го прави човекот вистински вреден и задоволен во животот, и затоа што обезбедува начин на живење и функционирање кој што е праведен и на линија на вистината. Ако на некој тие вредности му се важни, тој ќе се стреми да чекори кон чесноста, да биде чесен, да не краде, да не лаже, да не манипулира, дискриминира и така натаму. Не значи дека човекот нема да сгреши, во смисла да некогаш и ненамерно се случува без да знаеш, некого може да повредиш или нечесно да се поставиш не знаејќи некои работи, но затоа има враќање назад, менување на начинот на размислување, кое што се нарекува покаяние. Ќе се вратиш назад и ќе го смени. Покаяние не е да му се извиниш на некого, туку да престанеш повеќе така да се однесуваш, да го смениш начинот на функционирање, а претходно и на размислување. Така да, чесноста како вредносен систем, според мене е нешто што, како изгубена вредност, мораме да го вратиме и мораме да се обидеме преку собствен пример, не само на помладите, туку и на секого кој што ни е на нашиот пат, на животен пат и професионален пат, да му дадеме пример за тоа како треба да изгледа еден живот. Не луѓето да сакаат да ги копираат животите на другите луѓе, да им бидат идоли, нели, тоа е многу интересно како вака гледаш некој, па овој сака да ми биде идол, оној да ми биде идол. Не, туку едноставно да препознаваат вистински вредности кај луѓето. Тие луѓе кои што ги имаат тие аспекти се, ја ги нарекувам екзотични луѓе. Невообичаени, нудат нешто ново. И забележувам дека народот, луѓето кои ќе видат таков човек, не дека нема осуди, не дека нема напади, туку го препознаваат и покрај сите овие други работи што се случуваат паралелно, го препознаваат и затоа што носи нова свежина, носи нешто ново. Во овој свет каде што царува нечесноста,
Ако си честен, ти си чиста екзотика. Ти си уникатен. Така што имаш нешто што кај другите е интересно, ги привлекува. И тоа е моментумот ти да дадеш, да посведочиш, да дадеш пример сега и со собствениот живот, зошто е тоа така. Да. Зошто е тоа така. Игор, да надополниш нешто? Големо искушение да надополнувам и да поставам прашање, не знам како сме со време. Добро, тогаш при крај сме, можеме уште да речеме еве како последно прашање да го заокружиме овој разговор. Се надевам ќе имаме уште некоја можност, зашто има стварно богатство кое што можеме да го истражуваме и на оваа тема. Што би била една порака до младите, до оние кои што влегуваат на пазарот на труд, на оние што се мислат дали да останат во Македонија, дали да си одат, и нивното гледање едноставно на работата и како младите да го направиме ова место подобро место за живење. Мојата порака за младите, ако сакаат да живеат во убава, во добра земја, во општество кое што е праведно, кое што е една атмосфера на релаксација, на ослободување, е прво да почнат од себе. Односно, не само да бидат одлични професионалци, не само да бидат најдобри правници, економисти, доктори и слично. Нас не ни фалат брилијантни правници, економисти, доктори, инженери, градежници и така натаму и така натаму. Тоа што нас ни фали е да имаме повеќе добри луѓе. Добриот правник во мојава професија, ако не е добар човек, тој ќе го злоупотребува знаењето и ќе прави лошо, ќе прави зло, ќе ги бара дупките во законот, народски кажано, колоквиално. Но добриот човек, кој што е и одличен правник, тој ќе гледа како да, таму каде што има законот празнини, како да се надополнат на праведен начин, со вистината, со честноста, така ќе ги гледа нештата. Мојот апел е да младите луѓе бидат одлични професионалци, но и добри луѓе, кои што ќе можат да создаваат една нова атмосфера и нов амбиент во нашето општество на победа. Ние сме повикани да бидеме победници, ние не сме губитници, но дали тоа ќе го испорачаме, не зависи од тоа како другите соседи, околина, слично не гледаат, туку како ние се поставуваме во целата таа приказна. Има место под сонцето во Македонија и верувајте, со огромен број на луѓе кои што се странци и кои што живеат во Македонија, кажуваат дека се презадоволни од животот во Македонија, односно дека Македонија е многу убаво место за живење. Јас ги прашувам зошто, и они набројуваат многу добри фактори: безбедноста, мирот, срдечноста на луѓето, добрата храна, убавите места за посета, природата и така натаму и така натаму. Сето тоа го имаме, само треба добро да се организираме и со вредностен систем да пристапиме. Оттаму, заклучувам, ја како финална порака, нас не ни е потребна, не знам, толку социјална револуција или трудова револуција, нас во нашата држава, во нашата прекрасна Македонија, ни е потребна духовна револуција. Промена на човековото срце, односно на они подум, подсвест кој што го имаме и начинот на кој што ги гледаме работите и ги живееме работите. Ете, толку. Благодариме за гостувањето. Од мене за вас и за сите ваши гледачи. Благодариме. Игор, одлична епизода, одличен разговор. Ги повикуваме сите кои што не слушаат да се приклучат, да се приклучат на каналот, да не следат и едноставно да размислуваат за сите овие нешта. Работата е, како што кажа ви професорот, да креираме ние самите нешто подобро за сите нас.